Почитувани дами и господа, членови на Српската заедница во Република Северна Македонија, почитуван министер за труд, вработување и борачки и социјални прашања во владата на Република Србија и представник на председателот на Србија Александар Вучиќ, господин Зоран Ѓорѓевиќ, почитувани гости од Република Србија, почитувани екселенција, амбасадорка на Република Србија во Македонија, амбасадорот на Руска Федерација во Македонија, почитувани представници на политичките партии, на граѓанските организации на србите во Северна Македонија. Со чувство на посебна почестеност ја прифатив поканата да се обратам на овој свечен настан по повод празникот Сретение Господово, кој воедно и празник на државноста на Република Србија. На припадниците на заедницата на србите во нашата земја, како и на српскиот народ во Република Србија и во другите земји каде што србите го слават овој празник, им упатувам најсрдечни честитки за празникот со желби за среќна и просперитетна иднина. Настанот на кој присуствуваме вечерва се организира со поддршка на владата на Република Северна Македонија. И во оваа прилика ги поздравам и почитуваните колеги од владата кои што се присутни. Ова импозантна програма со која ќе биде исполнета оваа вечер е уште еден придонес во негувањето на нашите традиционално добрососедски односи. Ние сме две блиски и пријателски земји. Немаме отворени прашања, заеднички сме посветени на унапредување на нашата и на регионалната соработка. Заеднички работиме и си помагаме на забрзување на интеграцијата во Европската унија на нашиот регион, врз основа на индивидуални заслуги и резултати на секоја земја посебно. Нашиот заеднички придонес во одбележувањето на празникот Сретение Господово и денот на државноста на Република Србија е дел од нашата заложба за континуиран, жив и силен интерес за одржување и на унапредување на односите меѓу нашите две земји. Силна алка на тие односи меѓу Северна Македонија и Србија е заедницата на србите во нашата земја и заедницата на македонците во Србија. Во таа насока вечерва ја препознавам и културно-уметничката програма за достојно одбележување на големиот празник на српскиот народ. Од презентацијата на српската духовна и црковна хорска музика, преку делата на познатите српски книжевници до настапот на групата за современи танци Уна Сага Сербика, која инспирацијата ја наоѓа во фолклорот на својата земја, како и во фолклорните традиции на другите земји на Балканот. Почитувани присутни, со славењето и почитувањето на празниците на сите заедници во Република Северна Македонија, создаваме традиција за нашите сегашни и идни поколенија, за да ги негуваат меѓусебните односи и да ги почитуваат на различните културни особености и национално богатство на сите етнички заедници во нашето општество. Унапредувањето и надградувањето на меѓусебните односи е наша водилка која ќе се пренесе како непроценливо богатство за сегашните и за идните генерации. Нашата меѓусебна почит и вреднување, нашата соработка и врските кои постоеле помеѓу македонскиот и српскиот народ, од секогаш се наша предност која посветено треба да ја развиваме. Тоа е нашиот заеднички сериозен придонес во изградбата на подобра иднина за нашите народи, за нашите држави и за нашиот регион. Нашата цел е создавање на одржливо граѓанско општество, во кое ги афирмираме и воспоставуваме меѓусебна почит меѓу сите етнички заедници во нашата земја, со истовремено признавање на етничките, националните, верските и културните разлики. Токму оваа цел е посебноста и суштината на нашето заедништво. Во тоа наше заедништво, што се градеше со векови, со свој значаен придонес учествува и српската заедница во Република Северна Македонија, во определбата на граѓаните на Северна Македонија да градиме и негуваме општество еднакво за сите. И тоа се покажува и преку работата на пратеникот во собранието господинот Мирослав Јовановиќ. Во тоа име и во име на празникот Сретение Господово и денот на државноста на Република Србија, уште еднаш упатувам најсрдечни честитки и желби за заедничка и среќна иднина
да живеат нашите две земји и нашите два народи. Ви благодарам на вниманието.